Североисточниот брег на Австралија, погоден од историски поплави, информираат и нашинците кои што живеат на овој континент. Ово утро во живо од Сиднеј ги имаме нашите соработници Жаклина Михаилова и Винце Панов. Жаклина, посакувам добро утро. Последните информации кои што ние ги добиваме тука во Македонија пред 5-6 часа е дека нова бура се приближува кон Сиднеј. Какво е моментално времето таму и дали полека веќе почнуваат да почнува времето да оди на ваша страна? Добро утро, поздрав на сите гледачи на вашата програма во Македонија. Како што веќе знаете, 2 недели ветришта и многу дожд ја нападна Австралија. Заправо не врнеше, туку истураше и наамлиња лиеше, како од кабел, што велат нашите. Најнапред го зафати северниот дел, невремето го зафати северниот дел на Нов Јужен Велс, каде што градовите Лизмор, Балина и некои околни помали градчиња пропаднаа во вода. Имаме досега 10 жртви, 500.000 луѓе се евакуирани веќе и за 200.000 луѓе е даден налог да се евакуираат од нивните домови. Но, како што гледате, и реката Сент Џорџ во централен Сиднеј и Непијан, за кој што зборувавме и во вашата програма, можеби пред 1 година, кои што беа запатени со слични поплави, повторно ги зафати, значи истите куќи кои што се дигнаа за време на оваа последнава година, повторно истите луѓе повторно страдаат. Така да, навистина, ситуацијата е многу невообичаена и Центарот за управување со кризи ја следи постојано ситуацијата, затвори неколку главни прилази кон местата каде што опасноста е најголема. Меѓутоа, денеска информираат дека некои луѓе ги тргаат барикадите на патиштата и мислат дека ништо нема да им се случи. За жал, денеска се објавија и 3 нови жртви, кои ги изгубија животите во поплавените подрачја, а една 95 годишна баба беше извлечена од 2 полицајци од подкровјето на незината двоспратна куќа. И во 30 сантиметри простор во кој што лежала на некаков душек, значи од водата до таванот 30 сантиметри и беше спасена. Исто така, Центарот за управување со кризи издаде и специјални известувања за граѓаните како да постапуваат во врска со чистењето, овозможени се илјадници тони песок, кои што тие требаше да ги стават околу своите куќи или на реката, така да сите заедно, доброволците, платеници, луѓето кои што се платени да ја вршат таа работа и жителите се обидуваат да ја спречат катастрофата, меѓутоа нивото на реката Непијан, која што тече во близината на Пенрит, каде што живеат голем број македонци, за 24 часа порасна за 9 метри, а предвидувањата беа дека треба да порасне за уште 2,5 метри оваа ноќ. Меѓутоа, последните предвидувања се дека почнуваат диви ветришта, како што гледате, и дека можеби ќе го разнесат дождот и тие предвидувања нема да се исполнат во целост. Да, ќе врне, меѓутоа нема да врне толку многу. Се надевам дека ме слушате, бидејќи ветрот е навистина јак. Да, Жаклина, и ве слушаме и ве гледаме. Забележав дека носиш мартинка исто како мене, се дава за среќа и се надевам дека ќе ви донесе среќа и дека нема да се исполнат предвидувањата, она што на крајот го кажа, но сакав да те прашам, 10.000 луѓе се евакуирани во Австралија. Како изгледа евакуацијата? Кога има вакви предупредувања за невреме, како изгледа евакуација? Значи, не 10.000, веќе кажав, половина милион луѓе се веќе евакуирани и за 200.000 луѓе има дадена наредба да се евакуираат во следните 5-6 часа, односно во текот на денешниот ден. А како се евакуираат? Има центри за прифаќање, кои што се сместени во големите клубови или во некои спортски центри, кои што се на некое повисоко место.
малку подалеку од областите и тоа е организирано. Иако нашата државна служба за управување со кризна состојба на време обезбеди автобуси, го сопре сообраќајот на возовите во тие делови каде што постои опасност за излевање на реките. Сепак обезбеди превоз на луѓето да се евакуираат и му кажа што треба да понесат со себе, значи веќе 2-3 дена се зборува што треба да подготват, да обезбедат место кај роднини или да се пријават за во центрите. Иако сето тоа беше направено релативно брзо, сепак граѓаните негодуваат и велат дека ситуацијата беше закаснета со превземање. Инаку да ви кажам, главната брана од која што Сиднеј се напојува со вода, Варагамба Дем, се прелеа и ова се случува во една година 2 пати. Значи, во рок од 11 месеци заправо 2 пати се прелеа и сега сите луѓе што живеат во тие околните населби се веќе евакуирани, бидејќи се очекуваше прелевањето, а тоа е во централниот, физичкиот централен дел на Сиднеј. Се наоѓа таа брана. Жаклина, прво голема почит од нас и од нашите гледачи кон вас лично и кон нашиот пријател и ваш пријател Винца за тоа што и на овие услови надвор излеговте од вашите домови, иако тоа не е препорачено и ова утро по македонско време ни се јавивте во живо за да во овие 10 минути пренесеме што точно сега се случува таму во Австралија, конкретно на источниот брег. Посакуваме во брзо време да се подобрат временските услови и следното наше јавување да биде за некоја поубава тема. А кога зборувам за убавите теми и во овие времења, невремења се случуваат убави работи, затоа сакаме да ти ја честитаме и внукичката Анастазија, која што разбравме дека си ја добила вчера и сте имале среќни моменти со семејството, но и покрај тоа, еве сме повторно заедно ово утро во овој извештај на македонската телевизија, да сте здрави и живи. Благодарам и вам, да сте здрави и живи и да се исчекате сите од вашите чеда и да одговорам за Мартинката. Јас инаку сум учителка по македонски јазик во едно редовно училиште овде и сите македончиња 150 кои што ги учам вчера во овие 3 дена добија Мартинки и секоја година ја негуваме оваа древна македонска традиција и се посетуваме на древниот македонски бог Македон и неговата сакана крстија. Многу ни е кејф, посебно кога нашите иселеници на своите деца и на младите им ги пренесуваат традициите од нашата земја, бидејќи тоа се нашите корени кои што треба да се ги чуваме. Жаклина, време е да се одјавиме, време е и вас да ве пуштиме да си одите дома. На вистина овие 10 минути уживавме во извештајот, но и бевме вознемирени од друга страна со оглед на временските услови кои што ги имате таму. Благодариме уште еднаш за вашето јавување. Ви благодарам. Голем поздрав. И секој добро.